председателе, почитувана председателка на ДКСК, почитувани колеги пратеници. Се јавив за збор како млад пратеник и како актуелен председател на младината на ВМРО ДПМН, затоа што темата е токму корупција. А баш корупцијата сметам дека е една од главните причини зошто младите луѓе од Република Македонија си заминуваат, а тоа не го зборам случајно, го зборувам поради фактот што сите истражувања на јавното мислење кажуваат дека над 80% од младите луѓе нема доверба во институциите, а зошто младите луѓе не би имале доверба во тие институции, секако дека тоа е поради тоа што тие институции се во голема мера корумпирани. Извештајот на Државната комисија за спречување корупција само го потврдува размислувањето и тврдењето на најголемиот дел од јавноста и нас како ВМРО ДПМН во тоа време кога бевме опозиција дека корупцијата метастазира во Република Македонија и дека навлегува во секоја пора од нашето општествено живење, што го прави животот за младите луѓе и за сите граѓани во Република Македонија неиздржлив, бидејќи се сведува дека ништо во оваа држава не може да се заврши без некакво ниво на корупција. Имено Државната комисија за спречување на корупцијата во својот извештај нотира дека на тема реформа на јавната администрација немаме никаков напредок, дека на тема правосуден систем во Република Македонија исто така немаме никаков напредок, на тема превенција и борба против корупцијата не е постигнат никаков напредок и корупцијата е распространета. Но не го тврди ова само Државната комисија за спречување на корупција, туку ова го говори целата македонска јавност, но го говорат и значајни меѓународни релевантни фактори. И истите тие значајни меѓународни релевантни фактори Државната комисија за спречување на корупција ја нотираат како единствена институција во Република Македонија која што се занимава и нешто работи на тема сузбивање на корупцијата во Република Македонија, па така Американскиот State Department ќе каже дека во Република Македонија детектира сериозна владина корупција. А пак Европската комисија ќе нотира и ќе ја пофали Државната комисија за спречување корупција, што значи дека во Република Македонија само ДКСК се занимава со решавање на овој проблем и токму затоа и ДКСК во својот извештај нотира дека нема доволна соработка и ангажираност од страна на останатите државни институции за борба против корупцијата и ова не е кажано случајно, ова е подкрепено со факти. Значи, од 28 иницијативи на ДКСК до јавните обвинителства, една е одбиена, 27 се во тек. Ова да не е жално ќе биде смешно, бидејќи да беа 15 во тек, 12 прифатени, една одбиена, па ќе кажевме дека нешто се работи. Но да биде само една одбиена, а 27 се во тек, тоа значи дека едната ја одбиле бидејќи навистина нешто нашле да ја одбијат, а со другите ги боли главата и не знаат што да прават и затоа ги оставаат да бидат во тек. А до кога ќе бидат во тек, јас би рекол за секогаш, затоа што има информација и дека од 165 иницијативи од историјата на ДКСК поднесени до јавните обвинителства, само 3 имаат завршено на суд. Така да, ако зборуваме според овој податок, тоа значи дека овие 27 во тек ќе останат за секогаш да се бидат во тек и никогаш нема да биде ништо за нив реално операционализирано. Овие работи мора да се променат, токму затоа главна порака на ВМРО ДПМН на овие избори, тоа не беше случајно, беше борбата против корупцијата. Така да мене ми останува само да се заблагодарам Државната комисија за спречување корупција за исцрпниот извештај и за целата работа која што ја вршела во минатиот период и да ветам одлична соработка со пратениците на ВМРО ДПМН, особено со младите пратеници од ВМРО ДПМН, бидејќи како што кажав, ние доаѓаме од една генерација во која 90% од нашата генерација не веруваат во институциите, а не веруваат во институциите поради корупцијата. И ние како нивни представници на нашите врсници, секогаш ќе даваме поддршка за вашата работа и уште еднаш ви се заблагодарувам и за денешното присуство и за извештајот и за сите одговори на сите прашања што денеска ви беа поставени. Благодарам.